Секој четврти жител на Социјалистичка република Македонија денес е младинец на возраст од 15 до 27 години. Младите се организирани во 3010 основни организации, во кои членуваат 260.000 ученици, студенти, селани и работници. Но со своето присуство во секојдневниот живот, младите значат многу повеќе од овие и уште кој било други бројки. Младоста на Социјалистичка република Македонија, како неразделен дел од целото население на републикава и земјата, од најраното минато до денешни дни му дава свој белег на животот околу себе. Со нив и животот е поразновиден и поубав, а во нив се кова и утрешнината на татковината. Своето 35-годишно организирано растење, Младинската организација од Македонија неодамна го круниса со уште еден свој најголем работен договор, 10-тиот конгрес на Сојузот на Социјалистичката младина на Македонија. 600 делегати од селото, Сдружениот труд, училиштата и факултетите, од Југословенската народна армија и од специјализираните организации што опфаќаат младина, ги сумираа своите активности и се договорија уште поорганизирано и позасилено, поединствени од кога било да се впуштат во акција за да го оживотворат договореното. И во својот најважен документ што беше усвоен на Конгресот, акционо-политичката програма, младите од Социјалистичка република Македонија ја потврдија својата доследност да не се заборави минатото, да не се подклекнува пред иднината. Продолжувајќи ги светлите традиции на нашата револуција, Сојузот на Социјалистичката младина на Македонија се развива како масовна општествено-политичка и воспитна организација, која ја организира, идејно политички оспособува и мобилизира младата генерација за активно вклучување во сите прогресивни текови на нашиот социјалистички самоуправен општествен развој. Богато е минатото на младинското движење во Македонија. Организирано се јавува веднаш по фашистичката окупација, кога си зема задача организирано и постојано на народот да му објаснува во каква борба го кани. Под закрилата на Комунистичката партија на Југославија младите стануваат полетната сила во решителната борба за да се напишат новите и светли страници на својата историја. Покраинскиот комитет на СКОИ, преку местните комитети, уште во првите месеци од окупацијата активно се ангажира во создавањето на симпатизерски, воспитни, читачки младински активи и во нивното активно вклучување во отпорот. Младите се поголемиот дел од составот на партизанските единици. Освен во успешните операции, тие организирано им се спротивставуваат на окупаторските обиди за создавање младински фашистички организации, организирано му задаваат на непријателот удари од заднината преку диверзантските групи, собираат помош за партизаните и обезбедуваат постојан прилив во единиците. Активно учествуваат младите во работничките штрајкови, а во Куманово, Прилеп, Битола, Штип, Охрид, Струмица, Велес и Скопје гимназијалците отворено протестираат против бугарската просветна денационализаторска политика. Кога го формираат својот прв младински батальон, во телеграмата до својот врховен командант Тито младите борци порачуваат: Македонската младина пролева крв и се бори заедно со своите врсници од цела Југославија за слобода, победа и изградба на нашата нова татковина. Нашиот живот и нашата иднина се поврзани со животот и иднината на младината од цела Југославија. Се редат акции, се нижат успеси. Во виорот на револуцијата јакне и организираното единство на младата генерација.
На 22 декември 1943 година на слободната територија во егејскиот дел од Македонија, во селото Фуштани, е одржан и основачкиот конгрес на Народно-ослободителниот младински сојуз на Македонија. Потврдено е борбеното единство на македонската младина. Целта на Народно-ослободителниот младински сојуз на Македонија е да ги обедини и организира сите младински сили во служба на народно-ослободителната борба. Овој сојуз е сојуз без разлика на вера, народност и политичка определба на целата родолюбива и антифашистичка работничка, селска и интелектуална младина на Македонија. Крајот на војната, младината од Македонија го пречекува со уште поголеми постигања во војните единици, во создавањето на државноста на македонскиот народ и прогласувањето на републиката. Илјадници борци во единиците на Народно-ослободителната војска беа млади. Со младоста јуришаа во нерамната борба, а со безпрекорната храброст останаа до денешни дни да светат светлите ликови на многумина што ги загубија животите. Меѓу нив и на 25 народни херои. Годините што следуваа беа години на обнова, уште пошироко поле за потврдување на младешките вредности. Изградбата на разурнатата татковина е најважната задача што си ја поставуваат младите и на вториот конгрес, одржан во јануари 1945 година во Скопје, а потоа и во нејзиното целокупно дејствување. Младино, како што беше прва во големата 4-годишна борба, биди прва и во обновата, во изградбата на својата земја. Беше мотото со кое се поаѓаше во фронтовските бригади, во акциите на Црна, Моноспитово кај Струмица, а подосна и на Маврово. Младите го организираат културно-забавниот живот. Просветуваат и описменуваат. Берат пченка и градат домови. Учат. Да ликвидираме во селото со неписменоста кај младината. Земаат обврска младите од гостиварското село Зубовце. Во Скопскиот завод Тито, во програмата за работа на младинската организација е забележано да се основе младински оркестар и секој младинец да прочита по 2 книги. Битолската младина има задача да издаде 150 зидни весници со подобро содржание, а Охридската младина да засади 20.000 борчиња. Младите се први во исполнувањето на 5-годишниот план. Од задача во задача. Младинска пруга. Штом свршиме една, наред е друга. Автопатот е големото училиште на самоуправувањето. Самоуправувањето како најнова и најпрогресивна етапа од дотогашниот развој на нашето револуционерно општество, пред младите во училиштата и работните колективи е нов испит, но и нова прилика за себепотврдување. Специјализираните организации што опфаќаат младина го прошируваат видикот на младешките интересирања. Се запознава татковината, за повеќе да се сака, низ игра, се совладуваат разни вештини, се множат организации на извидници, феријалци, воздухопловци, планинари, членови на Црвениот крст, на народната техника, на најразлични спортски секции, а подосна и на движење во културата преку книжевната и музичката младина. Интересите на целото општество се и интереси на младата генерација. Се менуваат задачите, се менува и организацијата. Од СКОЈот до Народно-ослободителниот младински сојуз, од народна младина до сојузна социјалистичка младина, и секаде со акција, насекаде со дело. Jedan, dva, omladina Titova, kreće na rad, zove obnova. 1, 2, omladina Titova, kreće na rad, zove obnova.
Sekoj četvrti građanin danes je mladinec. I poveke od toa. So site akciji što mladite gi prezemaat i so svojeto naglaseno prisustvo vo sekoja kletka od našето živenje, soniv i drugite se čustuvat mladi. Vo organizacijite na združenio trud, kraj mašiniti i kompjuterite, sve pobrojno je prisustvo na mladi od kvalifikovan i visoko obrazovan stručnjak. Niz akcijite izbirame najdobar mlad proizvoditelj, se stimulira i nadprevarovački od duh porabotenjeto, a niz njego se zgolemuva i proizvodstvoto. Se pogolema i doverbata kon mladi od čovek kako delegat vo delegacijite na samoupravite organizaciji, vo samoupravnite interesni zajednici i vo sobranijskite sobori. Sekoj četvrti člen vo Sojuzot na komunistite na Makedonija danes je mlad čovek do 27 godišnja возраст. Kupno 28.817 členovi. Masovno je učestvото na mladite vo organiziraните форми на идеолошко-политичко образование, низ марксистичките кружоци, политичките школи и друго. Образованието е првенствената грижа на младите. Минатата учебна година преку 300.000 млади бе опфатени во основното и во средното образование. На високошколските институции имаше преку 42.000 студенти. На 1000 жители 147 се студенти. Акцијашките традиции од времето на обновата на земјата стануваат се попопуларни. Се реафирмира доброволниот труд, се гради татковината, се градат самите себе си. Покрај учеството на младите од Македонија на сите сојузни акции во земјата и покрај неколкуте стотини локални акции што се организираат во сите места на живење, последно во лето во Македонија се организираа и 3 сојузни младински акции на автопатот Братство единство и на Мариово и Плячковица. Илјадници бригадири, стотици ударници, десетици нови членови на Сојузот на комунистите. А уште колку пати по толку нови другарувања, познанства, песна и љубов. U brigadi znače predmet iz faksa, kad jedno su knjige, a drugo je praksa. Znam da ću moći svoj mozaik da složim, tek kada položim rad. Sada znam šta je prava stvar, sad sam shvatio kako se radi. Danas čuj, imam strašan žulj, valjda najlepši u brigadi. Sada znam šta je prava stvar, sad sam shvatio kako se radi. Неразделна е младоста од Тито. Љубовта кон својот верен учител и водач била инспирација во сите нови заложби. Патувала по раката до него и од местата каде што започнувале работните испити на новите генерации и од миговите кога се проставувале првите остварувања. Илјадници километри долг пат, а љубов уште подолга и поголема се преточувала во штафетната палка, во здивот и трепетот на раката што ја носи. Во секое посегање кон нешто ново се поаѓа со неговото име и во секое наше дело е вкаена љубовта кон него. Како признание за довербата што другарот Тито ја рече уште пред 30 години. Народите што имаат ваква младина не треба да се плашат за својата иднина. Za nas ti si sozdaden, voden temen poroben. Za nas ti ke postojiš, ko
od sjajne dovede.